Полни со дрога полициски камиони во придружба на голем број комбиња и возила на МВР. Запленети 27 тони марихуана. Тоа се неофицијалните информации до кои дојде Алфа. Во кругот на фабриката Охис, каде се наоѓа компанијата Алфа Фарм до Скопје, повеќе од 5 часа се товареше од земената опојна дрога. Кордонот на МВР во придружба на царински инспектори во дворот влезе некаде пред 17:30 часот, а со силно полициско обезбедување замина на 1 час пред полноќ. Надлежните се уште официјално не излегуваат со детали. Она што е познато е дека МВР во соработка со обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција влегува во голема полициска акција во Скопје и Струмица во фирми поврзани со производство на опојна дрога. МВР во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал презема соодветни мерки и активности на локации во Скопје и Струмица во врска со опојна дрога. Повеќе детали по завршувањето на активностите. Оваа полициска акција доаѓа по големата заплена на 5 тони марихуана во Србија, за која српските власти тврдат дека влегла од Македонија. Според информациите, претреси се вршеле на неколку локации, поврзани со истрагата кај северниот сосед. Неофицијално досега пронајдени биле неправилности во работењето. Марихуаната незаконски се одгледувала, складирала, чувала и транспортирала. Инаку компанијата Алфа Фарм до Скопје, која е предмет на истрага на обвинителите, е регистрирана во Македонија во 2023 година со основачки капитал од 529.050 евра. Регистрирана е како фирма за одгледување и преработка на ароматични и лековити билки за фармацевска употреба. Компанијата дозвола за одгледување канабис во медицински цели добила на 16 април 2024 година, според поратоците од Централниот регистар, кои собственици таму се Иван Драганич, Предраг Брковиќ, Роберт Живковиќ и Јована Мијаловиќ.